домаќна сцена за Зорица Папанчеvić. Здраво, Зорица. Здраво. Како си ми? Добро, фала. Не ти е чудно во Скопје што се снимаме? Не, зошто? Не, Скопје е мој град, тука сум родена, тука живеам, Скопје е моје. 72 година е далечната. Далечната. Па не е толку далечна. Не е толку далечна. Кога ќе наполнам 100 ќе ми биде подалечна. Сега Баш така, баш така. Да. А со Зорче планираме таа да има 100 и јас да ја снимам. па не сум сигурна дали ќе издржам до 100. Ама до 98 сигурно сум. 99 типол. 99. Зорица ни е, како да ви кажам, еден диамант во гласовна смисла и во визуелна, но кога кажам во гласовна, затоа што ако гледате цртани српски или македонски, да знаете дека Зорица е таа што зборува. Да, и цртани и турски серии, ама да, цртаните се па Твој заштитен знак. Па да речеме, да, почнав со снимање цртани прво. Прво синхронизирав цртани филмови за студио Кларион пред многу години, веќе не знам ни колку се навистина одамна. И снимавме на српски, работевме за српска телевизија Минимакс, која што и ден денес постои. И уште се вртат цртаните и си имам омилени ликови од таму и така уште си ги памтам. И многу убаво ми почнуваше денот кога ми почнуваше со цртани филмови. Нели, се е убаво, се е весело. Така, турските серии се друга приказна. Каде ги снимавте? Студио Кларион во стара телевизија. Сега студиото е префрлено во Сонја. И е сега не дека сум шетала по многу студија, меѓутоа ова студио е опремено како Space Shuttle. Има најдобрата опрема, бидејќи Дени од Кларион, кој што е собственик на студиото, многу се грижи за тоа да има најдобрата опрема, најпрофесионалната опрема и многу е посветен на тоа. Нонстоп нешто докупува, додава. И сериозни снимки се вадат таму, нели нема ништо фалшо. Кажи ми, Зоре, како ти го добиваш текстот на српски и на македонски, Така. или пратиш... Го читам. Го читаш, а пратиш што се случува... Да, има паралелни екрани, нели? Паралелни Да. екрани, па си ја гледаш за да... Да, за да се фати липсинго, да почнеме во исто време, да ги направиме паузите кога треба и да завршиме во исто време. Се случува во еден цртан филм да имаш повеќе улоги? Се случува, да. Нормално, да. Да. Тешко ли е да се шалташ од една? Не, интересно е. Мене ми е многу интересно. Си го паметиш гласот на... Се е случувало на едно снимање, бидејќи така некои 7 сати снимав. На некоја пауза сакав да се јавам на сестра ми и се јавувам и додека звонам си викам, со кој глас требаше? Мојот си го заборавив. Тоа се случувало, за цртаните не ми се случувало, заборавам. Да те вратам во детството, викаш дека си родена во Скопје, 72 година, блиската 72 година. Од минатиот век, завршуваш во Скопје, се вработуваш во Велешки театар. Да, се вработувам во Велешки театар. Тоа беше прво беше многу чудно време, немаше вработување никаде. Во Скопје, зборувам. Додуша јас добив понуда од тогашниот директор, сега покоен Љупчо Петрушевски, да станам член на МНТ. Меѓутоа тоа, Овде требаше да стане член, тука се снимаме во денешна театар комедија бившо МНТ старо. Театар центар бившо, да. Меѓутоа тогаш некако тоа не ми се чинеше како нешто што е мое во тој момент. Затоа што сериозно репертоарот тогаш беше нешто што не ги задоволуваше моите уметнички потреби. Лоши времења беа некако, почнуваа војни, се беше некако изместено и знаев дека ако влезам во тој театар нема да играм. Туку ќе бидам на паушал, можеби со години, не знам, некако не го почувствував како мое. Си ја послушав интуицијата или како и да. И тогаш имав идеја дека можеби е попаметно сите ние како класа да одиме да играме во другите театри кои што се во внатрешноста, кои што имаат помали ансамбли и каде што сериозно ќе бидеш ангажиран, ќе играш во секоја представа, а тоа е тоа што ни требаше, искуство. Веќе академија е една приказна, театар веќе е друга приказна. Потполно друга приказна. И така и се случи. Имав понуди од Штипскиот театар, имав понуди од Прилепскиот театар. Вака, мислам, беше многу интересно. Дури мои две колешки ме послушаа. Отидоа во Прилепски театар. Тоа се Кети Дончевска Илич, која што е сега во Кумановски театар. И Билјана Беличанец.
и они останаа неколку години во Прилеп, меѓутоа после се преселија. Кети со машачката, Билјана реши да се дојде во Скопје, така, лесна и земја. Еден многу интересен трансфер. Билјана беше, да речем, она која што направи да добие награда и да ја откаже наградата, ако се сеќаваш на Војдан Чернодренски. Апсолутно се сеќавам, да. И после кога дојде таа сакаше да е главна. Билјана беше така лесна на ќе земја тебе да ја споменеме, беше таа што живееше за театарот и таа беше самата театар и, и затоа кога дојде овде на широка врата отворена и стана главна звезда во драмскиот театар. Да, тоа беше Билјана. Меѓутоа и наградата знам зошто ја одби и како ја одби, меѓутоа тоа се многу интимни приказни, не би сакала сепак. Тоа се наши приказни, само наши. Не би сакала ги споделувам со јавноста. Да, тоа беше Билјанче. Значи, неколку од вас отидовте во внатрешноста, Да, потоа да. секоја си го најде својот пат. Кој бевте во групата заедно, во генерацијата? Во генерацијата беше Васил Шишков, исто така покоен, Дона Димовска, која што си отиде во Битолски театар, меѓутоа после замина за Австралија и ден денес е таму и живее, таму и работи таму. И уште еден имавме машки примерок, само двајца мажи ни останаа во класа. Иван Каровски, кој што луѓето го знаеа како, мислам, најмногу од приказните, македонските народни приказни, но тој реши да не се занимава со оваа професија. Ретки се и такви, но ете ги има. Ама, ја тоа потполно го разбирам. Секој си има право да си ја послуша својата интуиција и да си донесе одлука, која што мисли дека е најдобра за него. Па, и да си ги сноси последиците за тоа, се разбира. Зоре, кога стана збор за Иван, рече беше дел од македонските народни приказни, па ти, бога ми, беше убав дел од македонските народни приказни. Да, во еден период, за жал, тоа се случи дури од како почина Ѓорѓе Колозов, и на која соработував со Ѓорѓе Колозов и со Шенка Колозова. Игравме приватно представи и детски и представи за возрастни и тоа беше многу убав период и многу го сакав Ѓорѓе Колозов. Раскошен глумец исто. Раскошен глумец и прекрасен човек и дете. Толку големо дете и таков професионалец во исто време. Тоа еднаш мајка раѓа. И многу ми е мило во животот што сум имала прилика да запознавам такви луѓе што еднаш мајка ги раѓа. Еве Иванчо Петрушевски, и со него имам соработувано доста, и плюс сме комши, и ден денес се дружам со неговото семејство скоро секојдневно. Ретки луѓе. Ванчо исто беше човек, реткост, реткост. И многу ми е мило што, ако можам да кажам, нели, ако ме праша некој кој е твоето најголемо богатство во животот, тоа се луѓето што сум ги запознала и кои што ми се пријатели. И се разбира семејството. Се што е љубов, генерално. Да се вратиме за приказните, ти беше, значи, неколку години постојан дел од приказните. Викаш после смртта на Колозов, кој што важи како основоположник на македонските народни приказни. Да, тој и Шенка. Шенка е главниот мотор на се беше Шенка. Иако секогаш Шенка била во сенка, меѓутоа главниот мотор на се. Да. И се разбира амбицијата на Ѓорѓе Колозов, кој што многу сакаше да игра и одлично го правеше тоа. Како дојде ти во приказните? Не се ни сеќавам. Мислам дека од соработката со Шенка тоа некако дојде, не покани една телевизија од Охрид, да снимаме приказни таму и бевме во Велестово, во нивната приватна куќа, таму бевме сместени и неколку дена снимивме неколку приказни. Па потоа продолживме во македонска телевизија да снимаме, па од тука и други режисери ме поканија да снимам во македонска телевизија. Имам можеби за Сител исто така снимано неколку приказни во нивна продукција. Сето тоа одеше преку Влада Дојчиновски. Колку е интересно да си дел од приказните? Што е таа магија што ги прави приказните многу и гледливи и многу барани да бидат во континуитет, не знам, години и години да се снимат нови приказни? Па сега, што ги прави гледливи? Тоа е, најверојатно, тоа се нашите корени. Тоа од каде ние потекнуваме и нешто што се разбира не треба да се заборави. Ако го забравиме коренот, ќе забравиме и нема да знаеме кои сме ние.
Меѓутоа, тоа што се случува сега ми е веќе премногу снимање македонски народни приказни кои што нити се македонски, нити се народни. Так. Има некои такви измени во сценарија грозоморни за мене и веќе тоа мене не ми се допаѓа. И не ми се допаѓа воопшто плагијатот од тој тип, нели? Сега видовме ова се продава и ова е исплатливо, па ајде сега сите тоа ќе го правиме. И веќе ми дојде премногу од ова новово, Од новото, што е старо. Да, да. Ремейкови, Ремейкови. лоши ремейкови, да. Вообичаено и на светско ниво ремейк кога ќе се направи, вообичаено Не по правило разбирам. треба да е лош. Ретко им се разбирам. случува на некој да е нешто подобро од оригиналот. Да, јас тоа не го разбирам зошто. Немаме нови приказни, немаме животи нови, не ни се случуваат нови работи секој ден, јас многу сакам нови работи да се случуваат. Еве сега ремейкот Дина. Искрено, уште не сум го гледала, имам проблем со тоа дали воопшто да го гледам. Сега технички било подобро опремено и компјутерската обработка била подобра сигурно и добра, мислам добра. Заврши приказната. Дина беше Дина, филм беше, нели, Дина е Дина. Сега, Ова е не- нова Дина. да. Никако цел свет како да е тргнат На кај ново нешто. Не, А новото нешто па... по два пата вака. Има еден пат е да се зачуваат Вредностите. некои основни вредности и критериуми за постоење и демек тоа се повеќе се губи, ама јас се одбивам да верувам во тоа и не сакам тоа да се случи. Затоа што љубовта, почитта и тоа се работи кои што не смеат да се заборават. И не треба да се заборават. Благодарноста, се на што ново во време не учи дека не е добро. Меѓутоа мислам дека ќе се избори доброто, јас најавувам за доброто. Барем Јас исто. 51% да е. Мора да ако може да тера до кој 80 супер ќе биде. Зборам за минимумот. За минимумот, да. Зорица, се сеќаш на првата професионална улога во Велешки театар? Да, да. Првата професионална улога беше Вампирџија, беше представата, така се викаше. Јас играв помлада сестра на Снежка, постара сестра на Снежка Конеска Руси. Така представата ја режираше Виолета Џолева. Тогаш првпат се запознав со во тогашниот Велешки театар. Тоа беше страшно. Тоа беше страшно. Тогаш сватиш што значи денес студ. Да. Ден денес ги чувствувам последиците во куските од тој стар театар, каде што се направија многу добри представи и се изеде многу студ. И многу реума фативте. Многу реума фативме, да. Новиот театар на вистина дојде како едно освежување за воопшто за македонскиот театарски живот. На вистина преубава зграда која што има премногу можности да се направат преубави представи. Да. Базата ја имаме, па се испостави минатата година дека ја немаме. Требаше се направат поправки известни за нешто што не било направено како што треба во старт, па сега тоа конечно завршува, иако се уште има мајстори кои што се моткаат низ театар. Да се направи таа технички прием да се направи и да почнеме да работиме како што треба да работиме Значи, нормално. уште на диво си работите. Не работиме на диво, имавме забрана доскоро, сега веќе немаме забрана, па затоа почнуваме да ги обновувате представите кои што не се доволно изиграни. Например, 4 соби на Синиша Евтимов од минатата година се изигра, не знам, 2-3 пати. Тоа е супер представа. После премиера одлична представа и представа која што сигурно ќе има живот. Така. Ама еве, сега се враќаме, па се надевам Што друго ќе вратите? Во моментов ја обновуваме Слуга на двајца господари во режија на Ненад Ветанов. Тоа уште идната недела ќе имаме представа. И не знам што уште друго, се попатно вака ќе решаваме и чекаме да ни се одобри програмата за да почнеме да работиме нови представи.
како е навиката да се работи во Велешки театар, за луѓето е малце, не може да сватат дека тоа е само максимум 45 минути во еден правец, во два правца е сати 15 минути би било Велес Скопје, но сепак луѓето мислат, леле, во Велешки театар работи, што не си работи тука од кај што си живее. Да, секој си има право на мислење. А тоа е како, не знам, до Драчево да одиш. Па, во последно време не е како да одиш во Драчево, затоа што додека излиземе од Скопје ни треба саат време. И после уште 20 минути до Велес. Да. Ама тоа дека некој ќе биде многу Тоа поголем. нешто ти си ромашни сме, ти немаме пари за бензин. Не, мислам добро. Да, да, многу, да. Не, некако Затоа по полека се вози од ти, нешто да не се троши да не бензин се од троши многу. бензин од полека, да. 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 Знам, јас работам во Велес со ова, не дали знам како е. Знам што ми кажуваш. Да, тоа е, да, само тоа е проблемот. Инаку да, блиско е релативно, театарот е многу убав, ама во последно време многу луѓе доаѓаат од Скопје да гледаат представи. Ако слушна дека некоја представа добра, доаѓаат. Што значи пак е квалитетот во прашање. Пак е квалитетот. А мислам дека во Велешки театар има квалитетни представи, има и неквалитетни представи, се разбира, меѓутоа тие се се поретки и дај Боже така да остане. Порано, тамо да речам допред 20 години, театарскиот живот во Македонија за глумците беше многу интересен. Да речем, тие доаѓаа на Војдан Чернодрински, тоа им беше еден убав и одмор, и забава, и работа. Да. Се дружеа меѓу себе си, се знаеа кој е со кого, од каде, зошто, како, што работи. Сега, во денешно време, јас мислам, Струмички театар воопшто не знае никој актер од младите во Велешки театар и обратно, и многу такви пропуски кои што се случуваат во моментот по Македонија. Тоа е малку и ние сме виновни за тоа. И нас ништо не не кошта да отидеме до Струмица да гледаме представа. За поздрав се глумците од Штипски театар, Тулиев пред се. Не знам дали се врати на работа или не, или беше отпуштен. Срамота, ја користам приликата да кажам срамота. Многу снима во Преспав, снима цело време. Добро и што? Тоа не е промоција на Штипскиот театар, мислам, тоа е будалаштина Тоа е невидена. будалаштина невидена, така е. Значи, не дека нема врска, има врска и такако. Мислам дека работите ќе се средат и ќе се наместат каде што треба да стојат. И аман веќе со тие луѓе кои што мислат дека треба партијата да искористат за да демонстрираат моќ. Значи, моќта доаѓа од внатре и мислам дека треба да биде поинаква. Многу малку се работи на себе во државава. Тоа е генералниот проблем. Особено со тие кои што се на некои позиции, тоа не се на позиции затоа што го заслужиле тоа, туку затоа што ги ставила некоја партија која и да е. Јас генерално не почитувам партија, јас сум у другата партија што се вика уметност и таа е единствената која што ме интересира. Штета во Македонија и во уметноста што влезе политиката. Тоа кој што си сака, нели, добро, нели, пак се враќаме на тоа, секој има право на избор, исто како што јас имам право да си кажам што мислам за тоа. Меѓутоа, ова сакав да кажам, Тулиев и колегите од Штипски театар доаѓаат на наши премиери. Ние никако да отидеме на нивна премиера, значи многу срамота, за нас срамота, исто како што би требало биде срамота што не сме седнале во кола да отидеме во Струмица на премиера. Меѓутоа, и од една страна е срамота, од друга страна имаме и оправдување некакво за тоа кога работиме представа и кога имаме и ние представи, малку е потешко тоа да се изменаџира со, нели, да се организираш, да отидеш, а имаш представа, имаш проба дента, па си изморен, логично. Ма, се надевам и тоа ќе се среди во иднина и се надам дека и Прилеп ќе си го добие конкретно фестивалот, сакам да кажам, ќе си го врати стариот сјај, каде што имавме прилика се видиме со колегите, си поразговараме за тоа што не мачи, за тоа што ни е убаво, да поразговараме за представите, да ги видиме представите на другите колеги. Сега одиме играме, како инкогнито да играме, така буквално. И после тоа се враќаме дома. Да. Случајно да не ме праша некој нешто. Тоа сепак зависи од финансиски средства, нели? Тоа е најверојатно изговорот. Нема финанси како што имало порано, мислам.
Мислам дека и тоа се Опаѓање на духот. Да. Кога гледаме на што се трошат пари во државава, мислам добро. Добро, да, баш парите се проблем, да. Ти кажав дека во животот памтам две реплики. Едната е од Струмички театар од покојна Зора Георгиева. Многу актери спомнавме кои што не се меѓу нас и убаво е да се споменуваат. Да, се разбира. И втората беше твоја реплика од една представа. Таа мислам дека реплика до крај на живот ќе си ја повторувам и ми е многу интересна и стално ќе ми остане интересна. Се работи за што си бе витка до витка. Витка до витка. Сега сум ослабена, а ребрата не се познава. Тоа беше таква убава представа, така интересно направена, Да. со такви силни емоции, публиката и вие. Таа представа Бетија и Руцанте, мислам две представи беа, ама тоа беше темата. Бетија беше продолжение на Руцанте. Конкретно оваа реплика е од Бетија, од продолжението. Истите луѓе доаѓаа на представа секој пат. Тоа мислам дека беше прв пат во Велешки театар да мора да се враќаат луѓе од пред врата затоа што немаше место каде да седнат. И ние многу живавме во таа представа и таа представа се изигра многу пати. Мислам дека престанавме да играме баш поради пресилбата во новиот театар, нешто. Меѓутоа мислам дека добро сега веќе и тие што ги имавме таму веќе не се толку интересни како што биле тогаш. Меѓутоа тоа беше одлична представа што се изигра баш убаво насекаде. Ја игравме низ Македонија. Многу беше убаво, да. Се сеќавам во Велешкиот театар, преполна публика, луѓе едно до едно, лано, надвор, снегови, пампури од сите страни, Да, и топлат. внатре, топлат за публиката, да. Публиката. Да. Ние горе се снимаме пак со пампури нешто. Да, тоа беше грењето во стариот театар, беше тоа. Ама Повеќе убаво ни работеше беше. на сугестија, да. Да, ама убаво, душата ни беше топла. Да. Добро, и во новиот театар ми е душата топла, мислам, доста беше со таа стара зграда веќе. На вистина доста беше. Што стана со старата зграда? Пропаѓа. Се испостави дека е нечи имот, колку што знам, мада не знам до крај, па имаше некои судења, дали е или не е нечи имот. Значи, не знам што се случи со тоа, дури да е нечи имот, тој некој ништо не направи во врска со тоа и тоа скапува. Скапува. Македонија и се е можно. Да. За новата зграда, мислењата беа за сите дека е одлична. За разлика од Македонскиот народен театар новиот, каде што мислењата беа поделени барок, не барок, ова, она, за Велешката зграда сите дигна. Функционална беше зградата, беше функционална, немаше одвишок украси, бидејќи и немаше потреба од тоа, имаше потреба од топли гардероби, топла сцена, каде што ќе можеме да функционираме, каде што ќе можеме нормално да играме представи и да има, се разбира, за почеток ротирачка сцена, нели? Да. Нели? Тоа беше порано врв да има ротирачка сцена во тој театар, да. Ама сега има можности огромни. И сега не знам колку имаме обучени луѓе да ги искористат сите тие можности, пошто и тоа треба да се научи. Ама ќе биде. Зрче, во овие изминати 50 години си има нешто што не си направила, си сакала да направиш? Па генерално има многу работи, ама што знам, имам јас една особина која што се вика непредвидливост. Многу често ми доаѓа се спакувам и да си отидам. Не знам каде. Се спакувам да седнам во кола и да си отидам некаде. Тоа го немаш направено, а? Се, од почеток, да. Само што тоа го немам направено, затоа сигурно го немам направено. Не е исклучено дека ќе го направам. Ете, чисто да пробам, да видам како ќе ми биде. Да. Инаку со ништа... Нешто како кили, сакаш да кажеш? Да, кили го направи тоа. Да. Ете. Се не знам баш да се спакува, да. Не знам со кола. Не знам како со кола до Еквадор, ама Ќе појдеш до Струмица, ќе појдеш секако. До Струмица секако ќе појдам. Не зборувам за надвор држава. Нели некое патување нешто такво?
неочекувано да си се почастам. До Хелсинки, таму горе. Топли краеви сакам. Се што е Марбелја. ладно, сиво. Марбелја, таму на Шпанија. Да. Убаво е. Бразил можеби. Бразил, Аргентина. Ако ништо ме привлекува посебно, тоа е Бразил, Аргентина. Тоа сонце таму да го видам. Тоа би било многу интересно. Да си го дозволам некогаш еден ден. Па ќе си го дозволиш, зашто? Па да, кога е веќе сон, нема смисла да остане сон, така. Жанровски си пробала се до драми, мали представи, големи представи се. Вистина се. Имавме на академија една академска театарска лабораторија. Тогаш какви чудни представи игравме. Мислам и добри представи, вака генерално. И во театар, се сум пробала. Се, од жанров. Генерално се, да. Сегде си се наоѓала? Да. Предизвик ми е, тоа ми е секогаш предизвик. И многу сакам да работам нешто ново. Како, нели, ако не сум работела ЮНЕСКО до вчера, сега би сакала да го работам. Ама и тоа го имам работено, нели? И абсурд, и зашто не би сакала да работам? Лоши представи не би сакала да работам. Кога би знаеле дека ќе е лоша представата, никој нема да... Знаеме. Тоа се гледа некако одма. Првите 2 недели, веќе знам каква ќе биде представата. И што се викаш, ајде издржи? Тоа е најстрашното, да. Кога, имаш обврска, бидејќи земаш плата, имаш обврска да си исполниш својата работа. И тоа и го правам, исполнувам својата работа. А тоа што ме кошта нервно и емотивно, тоа имам разни медитативни техники за опуштање и за преживување, попатно работа на себе, И го правам тоа што треба го правам. Вика еден глумец, да го кажам, вика во лоша представа имам 2 страни и тие 2 страни не можам да ги научам, ги грешам и тие 2 страни. Јас текстот го учам, никогаш не сум имала проблем со учење на текст, меѓутоа и кога излезам на сцена, просто давам се од себе. Никогаш не го играм тоа дека играм во лоша представа, тама на работа. Меѓутоа, свикам зошто? За ова ли се боравме? Ама, тоа е тоа. Ајде, дај Боже да не има потреба да се бориме, да ти се исполнат желбите дека Бразил, таму некои топли краишта да видиш, па и да видиме заедно, не. Ти кога ќе појдеш, па ние да ти дојдеме на гости, да? Да, апсолутно нема. Во меѓувреме додека не го направиш тоа, да ти се поклопат коцките онака како што сакаш, да си ја вратите 4 соби, да си правите супер представи и да се дружиме. Затоа што дружењето дава енергија, енергијата дава убавина, продолжување на животот и така. Тоа е тоа. Ние тоа знаеме да си го правиме, па така си посакувам континуитетот да ни е како што ни почнал. Дај Боже. Зоре, ти благодарам многу што ми беше доволно мајкша сцена. Уживам кога те гледам на телевизија, уживам кога те гледам покрај себе, уживам стално покрај тебе. И биди си Витка како што си беше Витка. Витка до Витка. Вложувам во себе. Вложуваш во себе. Благодарам.